Добро вечер. Во вечерашниот осумаголник разговараме за состојбите во правосудството, потребите од промени што се најавуваат и за она што е актуелно во деновите што ќе дојдат. Вечерва наш и ваш гостин, почитувани гледачи, е поранешниот судија, обвинител и адвокат Александар Наков. Добро вечер. Добро вечер. Ве најавив како човек од правосудството со оглед на професиите што досега сте ги извршували и она кое што сега ја вршите како адвокат. И веројатно најдобро знаете како се одвиваат состојбите во правосудството, имајќи предвид дека сте ги искусиле состојбите и од оваа страна и од онаа страна, би рекол, на правосудниот систем. Актуелно е правосудството, зошто токму овој правосудниот систем се зема како нешто што најпрво треба да се промени после измените во новата влада. Пред се благодарам за поканата. Поздрав за вашите гледачи. Прашањето ви е многу умесно зошто токму од тука да се почне. Одговорот е едноставен. Извештајот и препораките на ПРИБЕ и на Европската комисија упатуваа на тоа, дури ни дадоа епитет на заробена држава. Кога го велиме тоа, ние мораме да бидеме свесни и да дадеме посебни напори да излеземе од вртлогот или дупката, како што јас милувам да кажам, бидејќи ние како заробена држава дојдовме во една ситуација да ствараме криминалци со тапија. Такви ги имаме во полицијата, такви ги имаме во управата за јавни приходи, такви ги имаме во финансовата полиција, во судовите, во јавните обвинителства и така натаму. Онолку колку што јас знам, новото доаѓање на ПРИБЕ е со единствена цел за да се не отпочне она, него да се укаже дека ние немаме направено ни чекор напред во нашите, да речам, напори или настојувања да извршиме промени. Правосудниот систем е еден глобален систем. Во него влегуваат не само судовите, во него влегуваат обвинителствата, во него влегуваат адвокатурата, правобранителствата и сите. Значи, тоа е еден систем кој што ние на еден начин го изучувавме како испит на правниот факултет. Ја спомнавте и полицијата, односно Министерството за внатрешни работи, веројатно и таму ќе мора да се направи некаква промена, со оглед што правосудството и полицијата, односно Министерството за внатрешни работи се поврзани, би рекол, со своите надлежности. Апсолутно се слагам со вашата констатација. Кулминација на сето тоа беа настаните од 27 април, ако не се лажам. Тогаш видовме дека кај нас фактички полицијата не функционира. Ако затаи првиот човек во својата работа, во своите задачи, во својата надлежност да ја раководи полицијата, за да не дојде до сето тоа, ние дојдовме до одреден заклучок дека тој е главниот виновник за случувањата. Кога мислам главниот виновник, сакам да посочам дека е тоа лицето Митко Чавков. Не случајно, вчера владата донесе одлука за смена на одредени луѓе во полицијата, меѓу кои е и директорот, односно Чавков, на јавната безбедност и директорот на државната безбедност. Тоа е предлог, одлука на владата која ќе иде во собраниска процедура пред пратениците. Пред да продолжиме да разговараме и да се навратиме на состојбите во Министерството, јас сепак би сакал да се насочиме кон правосудството и измените што престојат во правосудниот систем во Македонија, следејќи ги нели препораките на Рајхан ПРИБЕ. Мене ме интересира она кое што е карактеристично, што кога веќе ги спомнавте овие случувања во парламентот од 27 април, судот донесе една чудна одлука, би рекол, да оние луѓе кои што навлегоа внатре и насилно се однесуваа, ги на некој начин осуди со условни казни што изгледаат многу невино во однос на она што вистински се случи. Како го коментирате таквото судско? За да дојдеме до одговорот на вашето прашање, пред се морам да спомнам, и тоа посебно ќе нагласам, дека Законот за кривична постапка со неговата примена од 2013 година има посебни овластувања јавниот обвинител. Јавниот обвинител има широки овластувања во поглед на водењето на предкривичната и кривичната постапка и неговата улога во раководењето на полицијата, на управата за јавни приходи и другите органи кои што фактички треба да го обслужуваат јавниот обвинител во неговото прибирање на одредени податоци за откривање на можни сторители на кривични дела.
Кога ја гледаме ситуацијата од 27, за тоа не треба да имаме многу ум, имаме очи, видовме на слика што се случуваш. Неспорно е дека одредени пратеници помага да се навлезе во просториите на собранието. Неколку пати сум бил во ситуација да влезам во собранието и тоа најодговорно го тврдам дека вратите на собранието се бленд или блинд вратик, не знам како да ја наречам, топ не ги разбива, меѓутоа сепак некој од внатре дозволи толпата да навлезе натре. Што сакам да кажам? Толпата се сите луѓе што преку вратата која беше отворена, како што видовме од снимките со помош на одредени пратеници од кои двајца за жал се лекари по професија хуманисти, не можам да сватам дали воопшто тие луѓе заслужуваат да го носат епитетот веќе доктори, хуманисти, луѓе кои помагаат на народот. Тие створија една ситуација во која не дај Боже можеше да паднат и жртви. Меѓутоа, сето тоа укажува на фактот дека е тоа организирано, добро организирано, дури да доведе и до потешки последици, бидејќи сето она што се случуваше во салите, салата на пресцентарот, таму се маваше со сталки на кои во вашите студија стојат камерите, таму се маваше со столици, таму се маваше со тупаници и со било какви средства, ќе повторам, средства кои се подобни телото да го повредат или да му нанесат друга последица, смрт. Во една таква ситуација, полицијата да стои нема, да стои настрана, луѓето со качулките да влегуваат и да посочуваат како да се движи толпата, укажува на еден грозоморен факт. Ке повторам, толпа са сите луѓе што е поминаа влезната врата на собранието. Таму не може никој да влезе без дозвола или без одобрение од некој од вработените во собранието. За жал, тој ден се случи тоа што се случи, луѓето влегоа и тоа од самите снимки се гледат познати луѓе, јавни луѓе од јавната фела, новинари, пратеници, не знам кој се. Не ми текнува сега во моментот на фаците што ги видов, луѓе кои што работат или работеле, не обвинители, не полицајци, не ти суди, секакви имаше. Значи ли дека случајот е затворен со тоа што веќе е донесена пресуда? Може ли да се повтори истрагата и да се донесе некакво друго судско обвинение? Вака. Да расчистиме за да на јавности биде појасно. Учеството во толпа е едно од кривичните дела кои се води во скратена постапка и таму има пократки рокови, тоа е завршена работа. Меѓутоа, тоа не значи дека сите оние што влегоа внатре и што презимаат други дејанија, мавање со сталки, со столици, со боксови, не ти знам, и нанесоа повреди на пратениците што беа повредени конкретно, да речеме, сегашниот премиер, дел од неговите луѓе, пратеници, од Алијансата, партијата на села и многу други луѓе. И новинари настрада. И новинари, да, голем број на новинари настрада. Дури беа доведени во една таква ситуација да напаѓаат жени кои што сепак е невкусно да бидат мавани или гаѓани со одредени средства за кои тие немаат ни физичка способност да можат да се бранат. Со тоа сакам да ви кажам дека тие дејанија се елементи на други кривични дела. На кривично дело тешка телесна повреда, ако на некому биде скршен носот, имаше и такви повреди. Ако со сталката ви удрат во глава и вие добиете скршеница на главата, тоа е исто тешка телесна повреда. Меѓутоа да не забораваме, ако ви ударат со таа сталка, јас отприлика знам дека тежат околу 5-6 килограми, можете да го изгубите животот, да последица да биде смрт. Така да таквите кривични дела не застаруваат, тие се отворени кривични дела и јас мислам, тогаш сите учесници во таквите дејанија, вклучувајќи ги и пратениците, и луѓето од полицијата ќе мора да излезат пред лицето на правдата. Како можеше луѓето кои што се стручни од правосудството, обвинителите, да не забележат дека има и такви, би рекол, кривични престапи, убиство во обид? За жал, јавното обвинителство остана немо, меѓутоа јас,
ќе посочам дека членот 123 во кој од кривичниот закон во кој е третирано кривичното дело убиство содржи став 2 точка 5 каде што зборува за нарачано убиство. Јас најодговорно тврдам дека тој ден наредбата од некој врв, од некои луѓе беше да бидат линчувани од живот одредени личности. Потешко ли е таквото дело? Потешко е, како не е потешко тоа кривично дело, за него е предвидена минимална казна 10 години. Значи се работи за организиран криминал на некој начин. Хајка е тоа и целта беше, мое длабоко убедување, она што го видовме што се случуваше со пратеникот села, јасно укажуваше на настојчивоста на тие луѓе дека не водат сметка за неговиот живот. Дури протечуваа по медиумите некои, така да речам, полунајави дека можно е да човекот и веќе починат. Тоа беше грозна слика, јас се наоѓав дома пред телевизорот, кога го слушав тоа, бев чуден виден до каде одат работите, колку се луѓето злобни, колку се луѓето спремни. Ние имавме, затоа се вика и тоа едно злосторничко здружување, здружени за да нанесат зло некому. Ваквите случувања, на некој начин можеби кулминира, придонесоа да започне на постапка со формирањето на новата влада, да се покрене иницијатива за смена на јавниот обвинител Зврлевски. Постапката е веќе започната и најверојатно така и ќе заврши со негово демисионирање од функцијата што ја обавува. Она што се насочува како предлог, односно причина поради која што ќе дојде до негова смена е незаконито, свое неодговорно на некој начин и нестручно водење на работите. Сметате ли дека навистина постојат такви моменти во неговата работа? Апсолутно се слагам со вашата констатација. Друга причина и не постои за да биде тој разрешен. Јас не би можел да кажам дека тој не знае право, не знае да работи. Тој едноставно не извршуваше својата функција, својата надлежност која што ја има, не ги обавуваше работите кои мораше да ги обавува, односно не отвори предмети, предистражни или истражни постапки, секако во рамките на поставеноста на јавното обвинителство по принципот на хиерархија и субординација. Секако голем дел од кривичните дела за кои стана збор во нашиот разговор се во надлежност и на основното јавно обвинителство. Ние можеме слободно да заклучиме дека основниот јавен обвинител Гордана Гешковска не се ни јави, не даде ни една реченица изјава за незините гледања за случувањата на 27 април во собранието, па ако сакате и пошироко за севкупното случување во државата тие дена. Одговорноста на јавниот обвинител, односно слободата за действување, рековте, е поголема со измените што настана во законот за кривична постапка. Значи ли дека не само по допрен глас, туку и од она што се случуваше во државата, обвинителот многу малку презел активности? Апсолутно, тој може да реагира и од допрен глас, меѓутоа пак ќе повторам, ние имавме снимки кои течеа. Тоа беа директни преноси од собранието. Јавниот обвинител е жив човек и тој ги гледа тие снимки. Јавниот обвинител има екипа, односно тим, кој може да го повика и да донесат на колегиум одреден заклучок што и кои мерки и активности ќе мора да ги презема основниот обвинител или надлежните обвинители. Ние тука доваѓаме во ситуација да затаи целиот обвинителски систем. Не случајно од прибе сме наречени заробена држава. Ние сме заробена држава до толку што затајувањето на одредени органи надлежни во државата да ги обавуваат функциите на гонењето на криминалот или како што стои дефиницијата во Уставот дека јавниот обвинител е самостоен и единствен државен орган надлежен да ги гони сторители на кривични дела и да врши други со закон работи. Една од препораките на Прибе е да се обезбеди поголема самостојност, односно автономност на регулаторните, надзорните тела, кои што ги наблюдуваат работата на судството, во судството, па и на јавниот обвинител. Каде затаија тие надзорни, регулаторни органи? Па пак ќе напоменам дека јавното обвинителство со својата поставеност и принципите кои што ги има, јавниот обвинител, државниот јавен обвинител има механизми да врши контрола на пониските јавни обвинители, па дури да одзема работа, нивна работа,
сам да ја насочува или сам да ја води. Сето тоа на еден начин затај. Ние мора да признаеме дека не зборуваме генерално само за, да речеме, случувањата од тој фамозен, или не знам како да го наречам, ден. Кај нас во секојдневието се случуваат одредени работи во средината во која живееме и работиме. Ево вчера случајно на вестите чув за мојот роден Штип дека фактички се утврдило дека до градбата на трговскиот центар веќе е утврдено дека е дивоградба. Тука тој трговски центар се наоѓа веднаш спроти јавното обвинителство. Не можам да сватам основниот јавни обвинител и висшиот јавен обвинител кој од прозорот гледа што се прави, не со денови, година, две, да не реагираат. Значи тие апсолутно влегле во прангите на власт. Сега, нешто што како одговорност веројатно би го сносил и судијата, иако многу помала можеби во однос на действувањето на јавниот обвинител, сепак веројатно треба да има некаква контрола и на работењето на судиите, со оглед што досудувањето на ајде да речеме, пресуда, условна казна од 6 месеци за учество во толпа, можеби и не можело да се видоизмени, бидејќи такво е обвинението што е поднел обвинителот. Можеше ли да се добие поголема казна сепак? Во секој случај законот има распон за висината на казната. Таму е предвидена и казна затвор до 3 години. Зошто судот одбра баш таков вид на кривична санкција, условна осуда, укажува за неспремноста на обвинителството да се справи со владеачката гарнитура. Со тоа сакам да кажам дека некако го соколивме граѓанинот дека што и да направи, казната што ќе добие ќе биде условна. За разлика од тоа, иако имаа можност, не покажа авторитет, дигнитет судиите кои имаа правораздавањето во своја рака. Меѓутоа, тоа јасно укажува и за постојањето на спрега внатре, или како што некои од нив јавно збореа дека во судството постојат чешмички. На чешмичките се собираат не само суди, обвинители, па и адвокати. И договараат, разговараат, преговараат, така да не ме чуди една таква работа. Ние на сето тоа мора да ставиме крај. Секој мора, ќе дојдеме сега до главното, мора да одговара за своето неработење. Главната цел, мислам, и доаѓањето на Прибе ќе биде токму тоа да се дадат нови насоки, меѓутоа јас сметам дека и кратки рокови за делување што поскоро ние да излеземе од прангите на криминалот. Меѓутоа, секако мора да почнеме со одговорноста на луѓето што досега се огрешиле од законот, без разлика дали се тоа полицајци, дали се обвинители, дали се суди или не знам од која било област. Една малку необична состојба, мислам дека е карактеристична за Македонија, не знам, помогнете ако има такво искуство и во други држави, формирање на една комисија за утврдување на фактите и одговорноста на судиите. Како го коментирате ова? Што треба да работи таа комисија? Јас да ви кажам искрено, од таа комисија немам чуено нешто така оперативно сработено, да биде утврдено нешто за конкретно лице. Тоа е комисија која е формирана во рамките на судството и треба да утврдува одговорност на некој сторител. До сега јас немам чуено таква работа и не можам искрено да бидам искрен да ви кажам нешто по-конкретно. Постои, меѓутоа на дело немам видено некоја работа која што има свој крај. Граѓаните, јавноста коментира дека тоа е само едно од многуте тела формирани за здомување на неколку активисти или луѓе заслужни. Знаете, искусен новинар и знаете, ако сакате некоја работа да се развони или да не биде решена, формирајте комисија и тоа ќе иде уневери. Доаѓањето на Прибе се очекува сега. Да. Ќе направи контрола на она што е сработено. Рековте многу малку, можеби и невидливо е што до сега е променето. Немаме многу голем рок за да се направат промени. Веројатно ќе мора забрзано се работи, би рекол 24/7, што беше практикувано во изминатиот период. Господинот Рајхард Прибе веќе еднаш беше кај нас со еден свој тим. Овој пат ќе дојде веројатно исто така со свој тим.
даде одредени препораки, даде одредени извештаи, тоа беше мокотрпна работа да се свати во каква состојба сме ние и не случајно го добивме епитетот на заробена држава. Моje лично убедување е дека од првото доаѓање до сега скоро да нема ама таман никаков чекор напред, повторно ќе дојде веројатно подучени. Можда тоа е, да речам, и најдоброто решение, затоа што ние во регионот имавме една реакција од неговиот тим, тоа е во Република Албанија, каде што Рајхард Прибе има одредена акција токму во разрешувањето на проблемите во правосудството. Таму се створи една комисија, која комисија ги посматра состојбите во правосудството и конкретно води сметка за 3 поставени критериуми, кои критериуми се многу битни за обстојот на вршителот на функцијата. Како прва точка е имотната состојба на носителот на функцијата, второ е интегритетот и кредибилитетот на личноста која врши функцијата во средината во која живее и работи, и третата точка е неговите резултати од извршувањето на функцијата. Некаде тука ја гледам и посетата према нас, према Република Македонија, снимањето на состојбите кај нас, иако сум убеден дека тој е многу добро информиран и сметам дека нема да погрешат ако му се дадат малце поголеми овластувања, да тој подетално се запознае со можда и најголемите ситници во нашата држава кои што представуваат проблеми за разрешување на крупните проблеми, така да мислам дека тој човек несебично ќе се вложи себе си, сметајќи, односно мислам, убеден сум дека таква му е намерата, да ни помогне час побрзо, меѓутоа за тоа ќе ни бидат потребни брзи реакции, кратки рокови, да можеме час поскоро да дојдеме до одредени опипливи резултати кои што ќе убедат јавноста дека нешто во државата во Република Македонија почнува да се движи кон напред, да створиме еден оптимизам кај нашите граѓани. Нашите граѓани се веќе изморени, очекуваат резултати од било кој сегмент во државата. Затоа со оптимизам ја прими веста дека веќе во полицијата се отпочнати. Ево, на прагот е разрешувањето на републичкиот јавен обвинител, така да чекор по чекор ќе дојдеме и до правосудството. Меѓутоа, моje лично убедување, ние да дојдеме до поопипливи резултати во правосудниот систем, како што беше и почетокот на вашето прашање, по мое убедување мора да почнеме со промените во Судскиот совет и во Советот на јавни обвинители. Тука се поставува прашањето зошто јас така размислувам. Ќе ви кажам дека овие органи за период од 10 години немаа некои реакции во смисол на тоа да ги фаќат одговорните за одредени работи и истите да излезат пред судот на правдата и да одговараат за стореното. Напротив, имавме тефтерчиња, по тефтерчињата се бира одредени суди. Имаме еден фрапантен податок. Луѓето кои што се мешат во политиката многу пати сакат да кажат дека 96 година имаше генерален реизбор на суди и јавни обвинители 96-97 година. Апсолутно се слагам дека тоа беше така. Тоа е првиот чекор од трансформирањето на комунизмот во новиот систем. Меѓутоа, еден фрапантен податок постои дека негде од тој капацитет или од тој број на луѓе веќе 457 се по природен пат пензионирани, не знам, тргнати, разрешени и поставени се луѓе од доскорашната власт. Има ли човек кој што би рекол достојно би можел да извршува сега функцијата јавен обвинител, човек што ќе го замени Зврливски, меѓутоа да не се однесува како што тој се однесуваше, да продолжи, да кјути би рекол. Прво јас без разлика кој да е тој, ево од ова место ќе му порачам, ни случајно да не мислим такви работи. Јас мислам дека не само луѓето, него очекувањето и на колегите од фелата е огромно. Ова го велам од проста причина. Моje лично убедување е дека негде 80, да не речем можда и повеќе, од луѓето
што обавуваат одредени функции правосудни, се мешани во криминалните води. Многу е мал процентот на луѓето кои честно, коректно, совесно се извршуваат својата работа. Очекувам да почне една работа на расчистување, проветрување во правосудството. Меѓутоа, мораме да бидеме свесни. Судите сакат и милуват да кажат, па и обвинителите, дека доживотно сме избрани. Никому не му е дадено доживотно да обавува функција, а при тоа погрешно, несовесно или нечесно да извршува. Мислам дека тука, пак ќе речам, тоа е моје длабоко убедување дека давањето на доживотен мандат можда е една од грешките во нашиот правосуден систем. Зошто? Менталитетот на луѓето на Балканот, каде што и ние припаѓаме, е таков. Многу е 4 години, 8 години мандати, луѓето некако стануваат нарцисоидни, почнуваат сами себе да се бендисуваат, да забораваат зошто седат, дека јас милувам да кажам, правораздавањето е Господова работа, дадена од Господ. Греф е да им судиш надвор од законот. Меѓутоа, за жал, ние имаме луѓе што не разберат ни од греф, ни од милост. Сакате да кажете дека тешко ќе се најде вистинскиот човек, а и сам тој да го избереме вистинскиот, тешко би можел да работи пак со луѓето што се под него. Јас мислам дека пред се во републичкиот, во новиот републички јавен обвинител, јас гледам лице со менаџерски способности, лице кое што ќе знае да одбере свој тим, мислам за тоа ќе има можност. Лице кое ќе оди строго да го спроведува законот за кривична постапка, законот за јавно обвинителство, да се почитуваат правилата за избори, односно именување на суди и јавни обвинители според поставеноста на советите на судскиот совет, мислам и на обвинителскиот совет, да дојдеме до една новина во правораздавањето, да било кој судија или било кој јавен обвинител, уште кој ќе седне на столот, да не мисли дека седи ради себе, седи ради народот. Мене ми е многу криво, зборувам кој адвокат, кој ќе примам пресуда и првото што ќе прочитам вика во името на народот. Јас мислам дека кај нас се повеќе личи пресуда во името на мафијата или во името на фамилијата е донесена пресудата. Тоа го тврдам од причини што јас како адвокат имам примено пресуди, да речеме, од исто подрачје. За иста работа, по исти основ, различни пресуди. Тоа е нонсенс. Тоа нити смее да се случи, нити таквите, без разлика едниот е правичен, другиот е неправичен, смеат да седат и понатаму да судат и правораздаваат. Ја споменавте 96-та и реизборот на судиите што тогаш генерален беше направен. Во предизборието, па и после тоа се споменуваше дека се размислува повторно да се направи нешто слично. Можно ли е такво нешто и дали би било законски изводливо? Па јас мислам да. Затоа повторно ќе напоменам дека тоа мора, знаете, она работата вика рибата смрди од главата, ама се чисти од опашката. Ние мора да почнеме на еден начин, по моје длабоко убедување, од новата поставеност на советите, Судскиот совет и Советот за јавни обвинители. Првата промена треба да почне од тука. Тогаш ќе дојде до промени на тие два закони, ќе се створат многу услови, али тоа треба многу брзо да се работи. Ние немаме време за чекање. Јас би им порачал на сите што ќе дојдат до одредена нова функција, да не мислат да одат на годишни одмори, да ги потрошат тука, за да створиме еден мир, да створиме една верба кај граѓаните, да почнат да веруваат кога ќе влегуваат во судот, да влегуваат насмејани, да влегуваат ведри, не да излегуваат, да влегуваат и да излегуваат од судовите со смркнати глави, со намрштени веги. Мислам, луѓето се крајно незадоволни, луѓето изгубија тотално вербата во целиот правосуден систем. Вие можете да сватите, кога ќе чуете на телевизија, народниот правобранител не може или не му дозволуваат да влезе за да си ја заврши својата работа, да речеме во полиција, во ДБК или не знам каде. Тоа е катастрофа. Може би најдобар потврда, најдобар доказ за случувањето во правосудството, посебно во обвинителството и еден своевиден шамар би рекол за обвинителите е формирањето на специјалното јавно обвинителство, бидејќи тоа дојде како резултат на тоа неработење. И сега
формирањето на специјалното јавно обвинителство на граѓаните им дојде некако како вентил преку кој што се надеваат дека ќе се решат сите напластени проблеми, па дури се споменуваа и прашања кои што не се во надлежност, имајќи предвид зошто беше формирано специјалното јавно обвинителство. При крај му е мандатот на обвинителството. Апсолутно се слагам со вашата констатација. Формирањето на јавното обвинителство како специјален орган не е новина кај нас, такви специјални јавни обвинителства има во многу држави, дури уште од времето на аферата Вотергејт се спомнува специјален јавен обвинител во Америка, меѓутоа ево сега и на Балканот ги има сегде. И во Романија, и во Србија, и во Албанија, така да формирањето на специјално јавно обвинителство беше нужност. После неработењето на редовното јавно обвинителство, одбегнувањето на извршувањето на своите задачи и надлежноста што му е дадена по закон, неопходно не доведе во ситуација да мораме согласно и договорот од Пршинот да биде формирано тоа јавно обвинителство на начин како што е формирано, некако на брзина, со одредени недостатоци во самиот закон, па можда и главниот недостаток е рокот или мандатот толку не, али рокот со кој сме врзени ево ние на прагот 30 јуни ако не се лажеме последниот ден, меѓутоа јас сум убеден дека специјалните јавни обвинители дадоа се од себе, затоа ги добија симпатиите кај народот, затоа се можда и највисоко оценетиот орган во државата кој ја убавува задачата која му е доверена. Луѓето едноставно веруваат во нив, очекуваат многу од нив. Јас мислам, луѓето се свесни дека на сето тоа му иде крајот. Меѓутоа, јас ево ќе ги охрабрам да не бидат разочарани. Јавното обвинителство ќе продолжи натаму да работи, ќе почне со истото, ќе работи со истото темпо. Започнатите работи ќе ги заврши, тоа сум убеден. Очекувам деновиве да се излезе со нови обвиненија, повеќе на број, ќе се излезе со нови истраги, повеќе на број. И на крајот сакам да нагласам дека со тоа што ќе помине рокот, нема да дојде крајот на јавното обвинителство. Многу лесно јавното обвинителство може да премине во рамките на редовното јавно обвинителство, па нека биде и во основното јавно обвинителство како посебно одделение, меѓутоа со ингеренциите и надлежноста што ја има согласно донесениот закон за кој е формиран. Заедно со специјалното јавно обвинителство се споменуваше можности и за специјално судско одделение кој што би ги судело овие дела, меѓутоа веројатно сега ќе се изгуби. Може тоа е најдобрата форма, меѓутоа мое лично убедување ние немаме време за една таква работа. Имаме луѓе капацитети во редовното судство, меѓутоа потребно е избор на луѓе кои ќе се одважат и ќе почнат да си ја работата за која се избрани или именувани збором за суди јавни обвинители. Очитувате ли дека политиката конечно барем малку ќе попушти, ќе се оттргне од правосудството, имајќи предвид дека досега беше многу? Кога размислувам воопшто за политиката, ќе порачам следното од Кочани, од градот во кој имам многу лоши и многу добри спомени. Политика да ги тргне раците од правосудството, да не стварат фамилиарни трагедии. Јас сум еден од тие што доживе една таква трагедија. За моја среќа заврши се најдобро. Да ги остават луѓето што ќе бидат избрани и именувани на тие функции судски, јавно обвинителски, да си ја гледат својата работа, да не плеткаат, да не се плеткаат во работите на јавниот обвинител. Јавно обвинителската функција е многу висока и цената функција во светот. Јавно обвинителската функција е посебна функција, единствена функција утврдена со уставот. Јавниот обвинител има огромни овластувања, да не заборавиме. Јавниот обвинител има ингеренции, можности, надлежност да води постапка за сторено кривично дело, без разлика дали се работи за председател на државата, дали се работи за премиер, дали се работи за судија или било кој друг сторител на кривично дело, а носител на некоја одредена јавна функција. На почетокот од разговорот спомнавме нешто и околу промените во Министерството за внатрешни работи. Сега би сакал малку да се навратам, имајќи предвид дека јавното обвинителство доби поголеми ингеренции за контрола во Министерството, односно на полицијата. Сметате ли дека треба да се променат ваквите односи? Или да останат како што беа? Системот кој што е избран, измените во ЗКП е англосаксонски систем. Овластувањата на јавното обвинителство се големи.
Јавниот обвинител има надлежности во водењето на кривичната постапка. Јавниот обвинител има огромни ингеренции и можности да се вмешува, да одзема дел од работата на МВР, на Управата за јавни приходи, на финансовата полиција и други органи. Тоа јасно кажува дека јавниот обвинител има не само обврска, и огромна одговорност. Ако ние тргнеме, јас не можам да го запоставувам одговорот на вашето прашање што натаму јас размислувам со организацијата на јавното обвинителство. Неминовно е не само смената на републичкиот јавен обвинител, него носителите и на другите високи јавно-обвинителски или судски функции. Ние имаме, и тоа јас сум убеден, опипливи податоци на вршители на судски функции, председатели на судови, почнете ако сакате од председател на Врховниот суд, од председатели на апелациони судови, од виши јавни обвинители, на подрачјата било кое, да не ги споминам, ја не сакам, не милувам да спомнувам имиња, меѓутоа тие самите ќе се пронајдат во сето она што го зборувам. Јас целиот мој живот го посветив на вршењето на одредена функција. Секојаш работата сум извршувал коректно, честно и совесно, меѓутоа ево за жал имав и еден пех у мојот живот. Зборувајќи за тоа дека обвинителот има поголема надлежност со новите законски измени што се направија, тоа веројатно важи и за специјалниот јавен обвинител. Меѓутоа видовме и сами случаи во кои што на специјалната јавна обвинителка Катница Јанева не ѝ беше дозволено да влезе да направи контрола во министерството, односно за Управата за безбедност и контраразузнавање. Ја пак ќе повторам дека специјалните јавни обвинители во рамките на се што и беше дозволено ги извршуваат своите работни задачи, меѓутоа мора да нагласиме дека тие наидоа на огромни обструкции од многу државни органи, за жал, највеќе од судовите. Тука специјалното јавно обвинителство можда го доби најголемиот удар или беше употребена најголемата кочница за да бидат завршени поголем дел од работите што и стоја на располагање. Ја мислам дека тие луѓе дадоа максимум од себе и на еден начин треба да им бидеме благодарни. Сепак нивниот ентузијазам покажа дека ние можеме да се организираме, можеме да работиме, имаме капацитети и во тој контекст посакувам новиот републички јавен обвинител на еден начин да го продолжи патот што го започна специјалното јавно обвинителство. Може ли се санкции, одговорност, земање одговорност од луѓето кои што го попречуваат работењето на специјалното па и на редовното јавно обвинителство? Јас ви дадов еден таков одговор дека сите, без разлика кои да се, дали се луѓе од полицијата, дали е тоа од управата, дали од финансовата полиција, од самите судови, ќе мора да одговара. Обвинителите ќе мора да одговараат за неизвршување на своите службени задачи. Ние да не заборавиме дека кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластувањето се врши со сторување. Меѓутоа да не заборавиме дека тоа кривично дело се прави со несторување. Сите оние што не ги извршуваат своите оврски, предвидени со законите, како нивна надлежност, се сторители на кривични дела со неизвршување. Тие мора да дојдат во суди со правдата и да одговараат за своите злодела. Зборуваме за државни јавни институции. Што е со приватните компании? Случајот со Телеком не им беше дозволено јавните обвинители, специјалните јавни обвинители да направат контрола во Телеком за работењето во изминатиот период. Ја мислам дека доаѓа денот кога и тие работи ќе бидат расчистени. Тука ќе дојдат секако и да речеме ево во рамките на општинските власти распишувањето на тендерите и таквите работи. Конкретно сум во вашата општина, неминовно е да спомнам одредени работи кои што се случува и во градот Кочани. Такви, да речеме, афери има секаде, од аферата Детонатор, распишувањето на разни тендери, не знам, за чистење на снег до Пониква и така, во кои работи секако, колку и да не изгледа најве на нас градоначалникот Ratko, некако мене ми личи зборува ко владика, ама работи ко поп. Очекувате ли дека не само во Кочани конкретно, дека такви случаи слични ќе има и во другите локални самоуправи? Апсолутно, јас ево ко веќе спомнам за Штип, ќе спомнам и за овај за Кочани, ќе спомнам и за Штип, и за Скопје, во тие рамки, во тие работи има огромен криминал. Перење на пари,
кои пари веројатно се изнесуваат, да не споменам случката со Тутунска банка, класичен пример на изнесување на 3 милиона евра, ако не се лажам, надвор од државата и пазите од сефот или трезорот на банката. Тоа е невозможно. Зошто? Затоа што банките или во трезорот постојат два клуча. Едниот е тој што влегол, а другиот каде е? Во тој што му дозволил да излезе или да го заклуча. Тоа, така да не очекувам ако трпна работа во сите сегменти на работењето, затоа и сакам да завршам со една реченица. Во секоја држава постои мафија, кај нас мафијата направи своја држава. И при крај на разговорот само едно малку повеќе лично прашање би рекол. На почетокот ве најавив и како судија, и како обвинител, па како и адвокат во моментов. Да. Која од овие три функции ви изгледа така најтешка за да се обавува? Најтешка по мене, бидејќи сите три сум ги обавувал, е можда адвокатската. Меѓутоа, морам да нагласам дека најодговорна е обвинителската. Да не ме замерат колегите судии. Јавниот обвинител е тој што го спрема обвинението. За да спремете обвинение, мора да бидете стручен, компетентен и честен. Затоа што вие си играте со судбината на луѓето, многу е лесно кога ќе ви биде све сервирано, а тоа милуват судиите да го направат, да си препишат како што е напишано во обвинението и само да донесат пресуда. Затоа јас сум присталица и на промените во системот на изборот на судиите, не само редовните суди, него и на системот на поротниците или начинот на нивното одлучување. Ако веќе преминуваме англосаксонски систем во законот за кривичната постапка, водењето на самата постапка, зошто тогаш да не направиме измени и при одлучувањето на судиите, односно при донесувањето на одлуките кои и така кој е битно, имајќи у предвид она што го гледаме, ајде да речеме на филмовите, кога поротата одлучува за вината, а судиите одлучуваат само за висината на казната. И за крај, доколку некој од изминатата политичка власт во Македонија побара адвокатска заштита од ваша страна, би прифатили? Јас сум адвокат и мојата канцеларија е отворена, слободна, во рамките на моите знаења и познавање, умешност, секако да. Јас ви благодарам што бевте вечерва наш гостин, што разговаравме отворено за состојбите во правосудството. Верувам дека барем дел од она што би рекол досега беше замаглено на некој начин го разјаснивме, иако претпоставувам дека на јавност и на граѓаните веќе одамна им е јасно какви работи се случува. Посакувам, а веројатно и вие, да се променат овие работи и да видиме нешто. Се го посакувам тоа, на вас сум ви благодарен за поканата, за сето она што го разработивме како теми, како анализи, како можни решенија за некои работи. Мислам дека јавноста имаше што да чуе. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Ова беше Александар Наков, поранешен судија, обвинител и сега адвокат. Почитувани гледачи, разговаравме за состојбите во правосудството во Македонија и очекувањата од промени. Ви благодарам за вниманието и пријатна вечер.